на министрот, благодарам подпредседателя. Прво, жал ми е што премиерот не се одважи да одговори на ова прашање, но во ред и овој одговор е на соодветно ниво. Она што сметам дека е неточно, овде што го изнесе министерот Османи. Прво, тој вика дека за било кој граѓанин ќе појде каде и да треба, за да се заштитат неговите права. Тој беше во Бугарија, разговараа со домаќинот Милков, но ниту еднаш не спомена, а се повика тука на Советот на Европа, за непочитувањето на одлуките на Судот за човекови права од Советот на Европа и неисполнувањето на тие пресуди во Бугарија кога се однесуваат на правата на здружување на македонците и другите права кои што им следуваат согласно европските стандарди. Значи има тука селективност. Тука министерот не настапува со еднаков принцип на заштита на човековите права. Второ, изјавивте дека одењето во Софија го затвори случајот и оваа ескалација. Не е точно. Само што се вративте од Софија, бугарските амбасадори во Берлин, во Рим, во Париз, во Виена, во Брисел, следниот ден доставија меморандум до нивните колеги и соговорници, обвинувајќи ја на 4 страници Македонија за системска дискриминација во нашата држава. Тоа беше следниот ден откако вие се вративте од Софија. Вие не сте затвориле случај. Вие само го поттикнате случајот да добие дополнително политичка димензија. Следната работа која што сметам дека е погрешна во целиот овој контекст. Вие викате со жалење констатираме дека потегот на Бугарија не е во согласност со принципите за добрососедство. Па ако не е во согласност, реагирајте. Испратете нота, повлечете го нашиот амбасадор на консултации, викнете го нивниот амбасадор на консултации, дадете меморандум кој што ќе ги објасни пред европската јавност нашите позиции. Вие констатирате и ништо повеќе од таа констатација. Со ваквото действување, вие ја доведувате заедно со премиерот Македонија во подчинета положба. И нема провокатори кои што јаваат на бранот на омразата, туку вие со сервилноста создавате атмосфера на зголемена недоверба, на зголемена омраза и на зголемени национални понижувања. Од подпишувањето на договорот за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија 2017 година до денес, ние имаме само влошување на односите со Бугарија. Никогаш не сме имале полоши односи за двете држави, каде што Македонија е сериозно, посериозно оштетена страна и држава во ова нарушување на односите. И сметам дека како министер за надворешни и вие и вашите претходници, но и сегашниот и претходниот премиер носите голема одговорност за ваквото ескалирање на односите, зголемување на омразата и на недовербата и понижувањето на Македонија. Благодарам. Одговор на третото прашање ќе даде министерот за правда. Повелете.